Изјавите на Заев изминатиот период дадени во Македонија, но и во диаспората околу двојазичноста, менувањето на унитарниот карактер на државата, сето она што се однесува на правата на албанците во Македонија, тоа беше всушност и темата на пресконференцијата на Ивица Коневски од ВМРО ДПМН, според кого со изјавите кои што ги дал Заев во Швајцарија при неговата посета пред неколку дена околу двојазичноста се покажала всушност вистинското лице на опозицијата и што било вистинската причина за втурнување на Македонија во кризата, во политичката криза изминативе денови. Според Коневски, изјавите на Заев пред албанската диаспора ги открило мотивите за пучот и двегодишната криза, а тоа е редефинирање на менување на уставниот поредок и редефинирање на македонската држава, се со цел што поголеми придобивки неосновани за етничките албанци во Македонија. Конечно, целата јавност можеше да види што значи на дело виткањето на кичмата што го промовира Заев и влезот во НАТО за 6 месеци што го ветуваше Шехеринска. Аболицираниот Зоран Заев пред албанската диаспора во Швајцарија отворено ја обвини Република Македонија дека кај нас бил проблемот што се обидуваме да го сочуваме уставното име и националниот идентитет. Срамно и недостојно за политичар кој е лидер на партија. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонската православна црква дека кај неа е проблемот што е оспорена од Српската православна црква. Аболицираниот Зоран Заев ја обвини Македонија дека кај нас е проблемот што не ни се признава јазикот и народот и што нашите малцинства во соседните земји не ги уживаат истите права. Ја видовме изјавата на Коневски. Според владеачката ВМРО ДПМН, целта на Заев е да се приграби до власта по секоја цена, па макар и ветувајќи им на албанската диаспора и на партиите на албанците овдека во Македонија, редефинирање на рамковниот договор со официализирање на албанскиот како втор службен јазик, односно проширување на рамката на Охридскиот договор, се со цел придобивање нивните гласови и доаѓање на власт. Оваа политичка криза, како што рече Коневски, мора да заврши со изборите на 11 декември.